добро е да се бидеме во униформа на готвачи, добро е, струката е добра, многу е барана и добро е сите да пробаат што имаат ваква желба да бидат угостители. Младиот Душко Тасев учи средно угостителско и сонува да биде готвач. Затоа предизвикот да се надпреварува со своите врсници во подготовка на различни специјалитети го доживува не само како мегдан за докажување, туку и како можност за учење нови вештини. Младите угостители се еднината на македонскиот угостителски сектор. Потребни се барани, а почнуваат да добиваат и пристојни плати. Проблемот е само нема многу заинтересирани за овие професии. Затоа група професионалци тргнале во мисија да ги мотивираат младите да го засакаат угостителството. Ние, пред да почнеме преку Сдружение да ги работиме овие активности, бевме една неформална група на граѓани кои што, како што рече мојот колега Кирил, бевме ентузијасти во таа работа. Сакаме да работиме со деца и сакаме тие деца да ги мотивираме понатаму да работат во својата област, односно во тоа во кој што тие се чувствуваат дека ќе бидат најдобри. Виделе дека можат, па направиле Сдружение, а веднаш потоа и го организирале првиот надпревар за млади угостители. И главната цел наша е обука, промоција на младите кадри, да внесеме некој елан во нив, за да може во иднина да градиме кадар кој ќе ни биде потребен за нашите бизниси. Надпреварите се важни, а важно е и да имаат солидна пракса во училиштата. Само така може да се изградат соодветни млади професионалци, сметаат Ѓоргиева и Иванов. Надпреварот Тейсти, како што реков, е надпревар за млади угостители. Имаме 3 категории на надпреварување. Првата категорија ни е готвење. Децата имаат прилика да ни ги покажат своите вештини во готвење на пилешко месо. А потоа имаме и категорија поставување на маса и презентирање на вина. И категорија миксологија, односно подготовка на барски мешавини или пак коктели. Имаме за среќа голем број надпреварувачи, околу 30 надпреварувачи. Секако секоја година бројот на надпреварувачи се зголемува и сакам да кажам и да упатам благодарност дека надпреварувачите се од скоро сите угостителски училишта средни од државата. Исто така самото училиште од Струмица со Димитар Влахов е и дел од организацијата, односно го поддржува настанот и дел од нашите волонтери на денешниот настан, ни се токму од ова училиште. Надпреварите, како на државно, така и на меѓународно ниво, се многу важни за учениците, бидејќи јас како наставник по угостителство секогаш велам дека теоријата е многу важна, но исто така и праксата. Тие еден без друг не можат. Децата учат на пракса, значи обавуваат практична настава во училиште, во кабинет, но воедно имаат практична настава и во угостителски објекти. И тоа е исто на ниво на цела држава. Значи имаме практична настава на ниво на цела држава. Сите училишта посетуваат на исти принцип практична настава, но сепак ги користиме тие моменти, тоа што го имаат научено на практична настава, плюс со додавање на нивната креативност, имагинација, желби во однос на тоа што сакат да го работат, го користиме за да можат да ги посетуваат тие надпревари и да се докажуваат и покажуваат таму. Но сепак на крајот на денот јас секогаш им велам пак на децата дека и овие надпревари се пред се за создавање комуникација меѓу нив, за да може контакти да собираат, да црпат искуства од искусни шефови, можеби па и од своји соученици, некој поискусен, некој помалку. Има и така многу. Не ќе многу да критикувам, меѓутоа во моменталната ситуација во образованието, угостителскиот сектор е на едно многу ниско ниво. Да, има насоки за угостителство, меѓутоа со многу малку пракса, со многу малку надпревари меѓу себе, да се разменат искуства, да се примат искуства од врвни готвачи, така да една од нашите цели беше организационно да организираме такви надпревари, за да може самите ученици, самите љубители на угостителство да ги добијат тие искуства, да примат позитивна енергија. На угостителскиот надпревар Тейсти учествуваат 30 млади ученици, угостители од средните угостителски училишта во државата. Докажани шефови им помагаа во нивните задачи,
а потоа ги оценуваа нивните креации.